Еве назад ние отворивме уште не знам може десетина теми за време на рекламите. Навистина денеска многу интересни гости, гости кои што знаат и да се насмеат, да се пошегуваат и на своја сметка и на сметка на другите. Еве Јордан само што даде еден коментар за доктор Васо дека е како некои други доктори кои што ги познава, кои што знаат да направат шеги, да кажат анекдоти. Да, гинеколозите се многу позитивни ликови, барем тие што јас ги познавам. Се така со ведар дух, знаат да се нашелат. Ама подобро така, замислете кај се справуваат со секојдневни проблеми на пациентки, пушта да не бидат расположени. Завршивме со разговорот и присуството на Јордан на пораѓајот на вашето детенце, но докторот немал избор, сте бил присутен на сите 4 дечки. Па што да прави? Каква е емоцијата да вие си го донесете детенцето на овој свет? Мене би било нормално секако. Значи, кога го работам мојот дел, ја не размислувам кој е, што е, како е. Така, тоа е како се работи. Ви размислувате, не де Боже, на компликација, на нешто што... Се размислувам како и за секоја друга особа, што ќе дојде, што треба да ја помогнеш. Сега, од после, кога ќе заврши се тоа, ако било нешто стварно многу ризично, onda веќе така, те фаќа малку да ти се тресат нозе ова, али битно веќе завршено се. Во моментот додека се работи, никогаш не сум имал проблем. Или, например, ако има некоја рана или било што, секогаш јас сум тој што ќе сошие, без разлика што ми е дете или некој непознат или било како. Секоја чест. Да. Секоја чест. Тоа е вајде нешто вродено, не знам што да кажам. Не сум го научил, тоа не може да се научи, вродено. Во моментот кога го имам проблемот, го решавам проблемот како проблем, без разлика за кого се работи, а после тоа веќе сосема друго, да. Јас веќе ги подготвувам фотографиите, бидејќи од вас имаме измонтирани, но и неколку кои што вашата сопруга ми ги испрати. Пошто ја не ги знам, сега ќе ги видиме кои фотографии се. Ова е сега каде што бевте во Софија. Да, ова е сега, бев викендот во Софија, тоа е професорот Кипрос Николидес, а до него е Петја Чавеева, онда е една докторка која што ни е првенец на Балканот и во Европа, ученичка на Николидес, која што феталната морфологија е нешто совршено. И она работи исклучиво само тоа. Сега тие лиценци за и доктор Пале, да, и тие лиценци за фетална морфологија што ја прв со доктор Дипчев ги имав уште дали што 2007 година, 2006, не знам ни која беше. Сега моментално тие една-две лиценци што беа и што ние ги имавме и ги предложувавме, се веќе преку 11-12 и моментално само доктор Пале кај нас во држава ги има тие и голема заслуга имаме и од Николидес остари и од доктор Петја, пошто често ги посетуваме, они доаѓаат тука често кај нас и Пале моментално е најлиценцирана и со најдобар софтвер работи во поглед на феталната морфологија. Она е откривање на некаква малформација или некој проблем на бебињето дека се уште во Бравата на мајка. Првиот, вториот и третиот скрининг тие се најдобри. Да гледаме на екран. Доктор Васо мал. Ова, да, ја помислев дека и ова не. Ова, али тоа сум јас. Наследната ќе видиме сличност, ова сте вие колку години имате тука прилика? Па не знам, може би 6-7 години. Така, не знам која било. Треба татко ми да го прашам. Еве? Еви, тоа сум ја исто. Само еве вака. Еве го синот. Јованчула. Ова изненадување за вас, оваа фотографија. Ова ја не знам дека Пале има, ова. Да се знае Чифе Јован со слика. Ова е татко ми, мајка ми слика што ја направиле, таа е се уште стои мислам дека во селото Кладник, минатиот пат Пале што го спомна. Тоа е Кичевско едно село и таму стоат тие слики и вајде Пале ја сликала ја прва сега. Па ете, супер убаво да прикажеме на нашите гледачи. А сега ќе ги пуштиме тие другите фотографии кои што веќе ги имавме ние измонтирано. Јас земав слобода секако со ваша дозвола од Facebook профилот и вашиот и на доктор Пале да најдам нешто што е и од ординација, но и нешто приватно, од некои патувања бидејќи Да, има доста патувања. Ја преска малку се наше покажав пре и после Пале, значи мојот живот може да го поделам пред и после Пале. Ова со Пале патуваме доста често и посетуваме сите конгреси што може да ги посетиме и кои што не се малку ги има сегде. Ова е во Рим, мислам дека е на Пјаца Навона, едно од моите најомилени места. Супер. Тоа ми е најдобро место за кафе во Рим, Пјаца Навона. Навона, да. Angel Demon е снимен таму во филмот, Пјаца Навона. Кој филм? Angel Demons, последниот. Може да, ја Пјаца Навона еден многу да, Ангели Демони таму го спуштаат едниот од кардиналите. Али многу се сеќам на тој филм, на филмот со
Грегори Пек и Хепберн. Празник во Рим, така нешто беше. Тоа е исто на во нас снимено, така. Добро, одиме со следната, ова е исто од некој веројатно семинар, конгрес, лани, 2024-та. Ова е во Полска, мислам, да. Екстемпоре. Екстемпоре значи не е класичен конгрес, него екстемпоре ти е одиш и тоа се многу корисни работи, пошто ти кажуваат разни што се ви гледајќи ги ултразвуците. Ќе запомнам ова, докторе. Да. Ми се бендисува. Да. Ете, супер. Ги гледаш, ти покажуваат како разни штошчиња во гледањето. Не она као научни теми, него кога гледаш како треба да видиш, што треба да видиш и као доста може да се научи од тоа. Да. Добро, одиме со следната да видиме што ни носи. Од патување некое, да? Не има уште? Има уште ова. Ве наследи ли некој од децата во професијата? Па сега не. Андреј, најстариот, има економија завршено, работи во општина Кисела вода. Поздрав до општина Кисела вода. Огромен поздрав. Пошто мислам дека е една од најдобрите општини во моментот во држава. И ќерката работи со компјутери, заштита на компјутерски системи, тоа е доста солидна во тој дел. А малечкиве со Пале се уште малечки. Уште се мали за да дадат... Марко има 13, а Јован има само 7, така да ќе видиме. Но имаат ли интересите кон медицината, кон нешто што... Андреј имаше интерес, сакаше, али економијата повеќе му легна и така. Марко има интерес сега во карате, тренира карате, па беше... Добро, спортот племените вештини. И беа во на такмичење некој во Румунија. Еве имаме тука скијање, докторе. Пале од 20 се дозволи да го пуштиме, иначе знаеш, љуби ga мајка, неќе да го пушта, али отиде таму и освои бронзена медаља на европско првенство. Сека чест. Ова... Да, ова сме Значи, тоа е за кај нас пече. Да, ова е на скијање. Ја сум ги учил по старите деца да скијат, сега ги учам по малите, сега после нив Марко ќе скија добро, Јован почува да скија добро и уште Пале ми останали, тоа ќе ми биде најголемо задоволство кога ќе учам неза да скија, да. Добро. Има многу интересни фотографии, исто така и од вашата ординација. Она што можам да го кажам, лани или беше минатата година прослава една направивте, бидејќи имаше некои новитети. Најновиот апарат Voluson 22 Expert, кој што го нема во држава. Зашто служи, докторе? Тоа е ултразвучен апарат, ехо апарат, за се може да служи, али најмногу го купивме ради таа фетална морфологија која што работиме со најмногу на тој апарат може да се видат сите тие промени кај бебињата. Малку понародно да споделиме. Кога доаѓа има нели тие ултразвучни прегледи кај бебињата кои гледаме. Сега има прв, втор и трет скрининг каде што се гледаат најдобро. Најдобро можеш да откриеш. Иначе секој ехо уствари е скрининг, али овие се така наречени каде што се открива се. Сега ние плюс на тоа дополнуваме и со некои други испитувања и ставаме во еден софтвер каде што можеш да откриеш и преекламсија, можеш предварено породување и така. Еве уште една фотографија од таму и ќе го заокружиме овој дел со... Да, ова сме докторите четворите, тоа е доктор Снешка и доктор Ива и доктор Пале Сека која. Ова сме тимот од гинеколози што работиме во мојата ординација. Така, зборувавме за тимот, зборувавме убаво и да ги видиме и на фотографија. Да, ете, тие се тие. И работиме доста солидно, работиме од 7 сабајле до 8 навечер, така да... Верувам. Вашата професија нема работно време, туку секогаш сте тука за пациентите и за потребите на истите. Така, и да не дополнив за ова, за скринзите, значи ние ги гледаме бебињата и гледаме не само дали се живи, здрави, сето тоа, него ги гледаме сите структури. Така. Значи структурите, да видиш дали органите се добри, дали добро расте, дали добро напредува, сето тоа што се прави во скрининзите за откривање на тие малформации. Многу е битно да откриеш некоја малформација која што не спојува со живот, да на време се заврши тоа раѓање, да не биде... Споделете ни една успешна приказна. Ќе мора да одиме со фотографиите на Јордан. Во интерес на времето, докторе, ве молам, затоа што имаме уште фотографии, па ќе се навратиме после на тоа. Тоа на крај, дека го украсти целиот разговор. Да, видиме фотографиите на Јордан, па со фотографиите на професорот, па ако имаме време ќе одиме со уште неколку прашања. Што гледаме тука и јас сама си одбрав. Нема да се налудите, верувам, ама штом беа на Facebook. Да, секако. Десно сме јас и сопругата. Ова е во Охрид. Така. Лево сме сопругата и секако детенцето. Киркичката Кристина, на една прослава наша. Супер. Одиме понатаму. Еве, од настап.
Ова е некој снимање? Од едно снимање, да, на една новогодишна моја програма, која што ја снимив пред 2 години, таа приватно јас ја правев, Так. со намера да македонската народна музика, тоест мојата музика, која што е во духот на народната музика, да ја представам така на едно малку поинакво сценско ниво, бидејќи тоа е мојата цел и мојата замисла да народната музика излезе од одредени стереотипи, да биде представена малку така по Како што треба. барем според моите критериуми на едно малку повисоко ниво. Добро, одиме со следната. Ова е исто на некој настап, на некој Тука концерт, веќе не сте знам. во Тука е веќе жар. во фазон, да. Да. Со колеги, музичари, супер, браво. Што имаме тука? ова е во- Надвор од сцена, што прави Јордан? Надвор од сцена, ова е во Австралија. Аха. Не знам пред колку време има, сигурно 3-4 години, прилика. И Австралија е, знаете, убава, чиста земја и ова е на една Јас се понадавав кај нас дека е овама. Ова е на еден простор кај што Аквалија. имаат посадено јаготки. Па можеш да си платиш, нели, ти дават еден сад и сам да отидеш да си набереш. Добра, ма тоа бидејќи знаат дека секој ќе си земе колку што има потреба. Кај нас Нормално, мислете така. нормално. Што ќе се случи? Ќе се Да. испогазат и нема јаготка да остане, за жал. Да. И Добро, интересно, супер, убаво искуство. ова е исто од некој Ова нека настап. песна ве погодила. Да. Во моментот. Знаете, моите настави се доста енергични. Енергични, Вака да, сум да. по природа смирен, меѓутоа кој ќе му удари музиката во глава, веќе се станува на нога, така да ова е баш во фазон исто. Така, супер. Такви треба да бидат музичарите. Ова е во студио. Еден дел од мојата работа, кој што за мене е најубавиот дел, кога ја создавам песната. А песната ја создавам од чист бел лист, па се до финалниот производ, миксање. пеано, да. Така да поминувам низ еден подолг процес Кои од се најчесто соработници? Имате свирење ли на соработници повеќе? кои што на долги години ги Па мојот најдолг соработник и единствен соработник, кој што најчесто ги создавам, каде што најчесто ги создавам песните, тоа е студио Анастасија и тон мајсторот Лјупчо Павловски. Голем поздрав и до Да, го поздравувам, јас сум бескрено благодарен на него. Мојата прва песна ја снимив таму и еве 20 години, оваа година заокружувам 20 години од мојата активна работа, значи снимам во тоа студио и со тој тон мајстор. Така да тоа е една фаза од работата која што буквално сум јас и музиката. И Една црно-бела на професионална. крајот, ова е во Италија, во Милано. Таму имам снимано исто видеоспот за песната За тебе. Освен што сум снимал на повеќе локации низ Македонија со цел да се промовира освен мојата музика и убавите места од нашата земја, како што се Охрид, како што е главниот град Скопје и разноразни историски места. Во последните неколку години снимав и на неколку значајни локации од Европа, како што е пример Милано, Венеција, во Австралија имам снимано. Супер. И тоа ќе продолжам понатаму да го правам, имам така неколку дестинации кои што треба да се вклопат во... ова е Швајцарија, во Швајцарија исто снима видеоспот. Значи ова е дел од некој спот, Да, така? да, ова е од една сцена каде што требаше да се појавам така со едно малку полуксузно возило. Добро возило сте одбрали. Брзо што вози. Да. Ова е... Една ете одбрав со нашата Блага. Да. Така, голем поздрав до Блага Да, Петровска. Блага Петровска, една од легендите на македонската народна музика. Тоа е, мислам дека ова фотографија е во Прилеп, после еден фестивал, што имавме така еден коктел, па Македонска куќа викаат одгоре препознаа од режија. Македонска куќа, да, Браво, колега. да, така е. Блага е, мислам, тука сме некаде со енергиите слични. Дефинитивно. Така да, кога Секоја чест за запеавме неа. заедно, некако се поклопивме. Можам да замислам каква енергија и атмосфера сте направиле таму. Да. Супер. Се надам дека добри фотографии сме Благодарам за одбрале. изборот, да, одлично. Супер, одлично. Одиме сега и со фотографиите на професорот. Ајде.
2010 година, не знам, светски шампион во фудбал Карембу, французинот, не знам колку е познат овде за нашата јавност. Ја бев гостин со уште еден колега Лазар Нанев на најголемиот форум писен спорт кој се одржува во Монако секоја година под покровителство на принц Алберт, и таа година имав прв пат прилика и да се запознам и да седам лично со принц Алберт, и чисто со Карембу надвор од настанот, нели од тие што се неофицијалните делови, да се напиеме кафе, да поразговараме. Од и таа 2010 година, тоа што го видов во Монако принц Алберт, што го имаше, што го и се уште организира, тогаш ми дојде желба да ја направам нешто налик на тоа слично овде во нашата држава, во Македонија, да биде како некој спортско-научен дебатен бренд. И мислам дека тоа пред 3 години со мојата екипа овде, со мојот тим, почнавме успешно да го правиме. И со тоа се гордам. Може би имате и слики од тој настанот. Да, нека се течат фотографиите, дека зборува професорот слободно. Ова е со синот, ова е декември. Декември, минатата година бевме во Монпелје. Имам настава предавање во Монпелје секоја година, 2 пати годишно. Браво. Декември беше последниот клас. Сега во 1 јули е летниот клас. Сега заминувам за месец дена, заминувам за Монпелје и одиме со семејството, со ќерката, синот и сопругата. И секогаш пред да почне класот, така ме најавува и колегата кој е таму, ние одиме со кола до Монпелје, 2300 километри од овде до таму, и се враќаме назад, и секогаш деканот вика ти ќе ме банкнотираш со начинот на кој што патувате. Меѓутоа ја не дека не користам авион како превозно средство, повеќе сум авантуриста по природа и сакам секаде кај што патував, Лајпциг, Дрезден, Прага, секаде кај што имам предавања, Виена, Будимпешта, Монпелје, Брест, Франција, таму горе во Британија, се со кола. Добро, фанатик. Службините патувања кај нас се интересни, ама тоа е друга тема за друг. Компонирате. Ова е и патарините особено, знаеме колку чинат. Ова е со мојот старо сват, отидовме прв пат да гледаме, Пандев ни даде прилика да гледаме Интер Лацио спортски надпревар. Јас сум фан на Челси и синот. Меѓутоа имавме можност, Пандев ни даде таква прилика да бидеме негови гости во Милано и да бидеме дел од тој надпревар, и за прв пат видов како функционира медицинскиот тим кога на синот му се слоша кога даде гол Интер кога даде гол, кога грбна 54.000 грла. Му се слуша за 2 минути дојде медицинскиот тим, го зема и ми го врати за 3 минути у нормална. Се исплаши детето, прв пат гледа толку народ, толку маса кои громогласно го поздравија голот на Интер. Знам дека ќерката имаше 8 месеци, тогаш прв пат ја одесовме во Милано, беше со нас, и од тогаш до денеска мислам дека е класичен манијак за патување. Само тоа интересира кога да букира и каде ќе се оди. Класичен манијак. Убаво хоби си нашла. Тоа сме ние како родители. Ова е мојот тим во Sky Wellness Джавахир, студенти и колеги кои работевме на еден од најголемите општо корисни проекти во државата. Имавме заедно со тогашниот градоначалник на општина Аеродром Тимчо Муцунски пливање, да научиме да пливаме за прводеленчиња, сите прводеленчиња од основните училишта од општина Аеродром. Треба да се врати обнови проектот, така да. Многу е тешко. Јас сега кога ќе мислам ова се децава, студентите, колегите без кои не може сето тоа да го направам, кога ќе направиме ретроспектива што направивме тие 2,5 години, мислам дека направивме луда работа. Како го организиравме целиот тој проект, да во делот на наставата по физичко децата дојдат од секој училиште со превоз, ги испливавме, ги пливаме, ги враќаме во првобитна состојба, ги враќаме на часот по физичко, се во процесот кога име наставата, не надвор од наставата. И затоа ова ми е секоја чест, да. Ги обожавам колегите, ги обожавам. Портофино.
преубавиот дел на Италија. Вие знаете да одберете. Од Тоскана се спуштаме долу. Тоскана ја обожавам да ја возам. Портофино, Амалфи Коуст, извонредни дестинации. Се уште го немам посетено. Следно ми е на мапа Амалфи, да. Поточно да ја слушам песната која измислија за Марадона во Наполи. Тоа ми исто така. Ова е тимот кој го работиме настанот, дел од тимот Today Sport. Ова е на роден денот на повеќето од нив се јавни личности. Така ги препознаваме. На обвинителката Фетаи славеше роден ден и значи ова е само еден дел од тимот кој го работиме, тој настан за кој што јас се гордеам, Today Sport веќе 4-та година во нашата држава. Ние затоа заедно го правиме. Предавањата во Монпелје, колегата со кој што тесно соработуваме, тоа исто така од припремите за предавањата кои беа во декември. И се затоа реков, имам во повеќе држави овде за здравје и спорт во Велес имавме здравје и спорт во Велес. Доктор, тесно се поврзани тие два сегмента и дури докторката Виолета е гинеколог, работи во Жан Митрев и она ги организира сите овие настани ентузијасти. Нека дојде кога сака како гостин. Имала спортистка која имала проблем со менструалниот циклус, многу сериозен и се отворија такви теми. Ова е дел од тимот, мојот декан, продеканката, со тогашниот градачалник на општина Аеродром, кога го најавувавме проектот Учиме да пливаме, еден од 1000 деца. Колку им е потребна повеќе едукација на родителите за спортот отколку на самите деца? Многу. Спортски легенди, ова е настанот, ја му се гордеам. Новинарот Бошко Калински, значи тука имате навистина извонредна историска фотографија. Асови бираат асови, ова од последното во Негорски бања асови бираат асови. Ја му се гордеам на енергијата на новинарот Бошко Трпевски, како и ден денес со такова лана на не знам 80 години ја организира таа манифестација и го разберам колку е тешко на приватна основа да организираш голем инвент, голема манифестација во оваа држава каде што државата многу ретко сака да ти помогне. И ги препознава и ги почитува асовите кои што ги имаме. Апсолутно. Еве уште една со Монте Карло или грешам? Не. Мислам дека не. Ова е местото кај што кога има можда сакам да летувам кавала. Кавала ја обожавам. Многу лоша споредба. Зошто кавала е убава, ама добро, не е Монте Карло сега. Центарот доаѓа на овако, одлично, не знам, одлична, мене ми е одлична локација кавала. Отие и град, и ми е досадно, не вием, ја сакам, едноставно ако нешто сакам во соседна Грција, тоа е кавала. Докторе, ќе се вратиме малку на здравието, сакам нешто да споменеме. Да спомнам што го кажа, јас се слагам апсолутно дека е поврзано спортот со лице, или како беше здраво тело, здраво тело, да. Значи мора да ти е телото здраво за да ти имаш здрав дух и така. Така, во четврток се одбележува денот на прееклампсија. Значи може ли накратко да ни кажете што е тоа, како се открива и како да се спречи? Накратко, нели поради времето, прееклампсија и еклампсија тоа е една од многу ризичните работи за трудниците. Значи една можеби најризична и која што носи најмногу голема смртност кај и не само на бебињата, но и на мајките. И прееклампсијата имаме начин како да превенираме да не дојде, зашто кога ќе дојде до прееклампсија више тоа не можеш нешто многу да направиш, треба да го извадиш тоа бебе што може да побрзо, сега дали ќе биде тоа зрело, незрело, тоа веќе не можеш да бираш, треба да се извади побрзо да се запре некако тој процес, али сепак голема е смртноста и на мајките во тој случај. И затоа е голема предност да тоа го направиш превентивно, да направиш. И сега тоа се прави во негде 12-13 недела, 14 максимум, тој во првиот скрининг, каде што поред ултразвучните наводи имаш и PLG фактор кој што се прави во некоја лабораторија, ние тоа со Авицена го соработуваме. И кога ќе добиеш резултати, ако таа жена ти е во ризик од прееклампсија, треба од 14 до 16 недела максимум да почне да се дава терапија. Тоа аспирин секој дневно може да се спречи. И ако тоа го користи, она нема да добие прееклампсија сигурно. Значи тоа е докажано на светско, не е само онака ради ред, него е докажано на светско ниво и ние тоа во таа FMF фондација која што како што кажавте тој Кипрос Николаидес ги мешаме, го води, тоа се работи и ние тоа успеваме и кај нас имаме доста случаи кои што се би ги спречиле таа прееклампсија да се појави.
А имаме и докажано дека некои кои што ќе ги најдеме, а не примале терапијата, добиле екламсија. Значи веќе имате и да, имаме такви на дело докажано. На дело докажано, да, работа. И овде, како што ме праша преска нешто убаво, ја ќе кажам едно нешто неубаво што ми се случило. Мислам, без разлика што е ваква емисијата, али тоа морам да кажам и тоа, пошто се работи за мој многу блиски пријател и ние го гледавме тоа бебе, ја најчесто, иако поради тоа што имаше често компликации со крварење, со тоа. И цело време гледаш дали бебето во ред овоне и испадна после на крај кога се породи дека имаше проблем со раката. Значи, дефинитивно нешто што не сме виделе, а требало да го видиме. И тоа ми е нешто што ме мачи, што да кажам, од тогаш се уште. Значи, не можам да си простам за тако нешто, иако не сум ја или нешто ние во не сме направиле да тоа се случи. Ама сепак, нели, секогаш постојат грешки, значи во светот и докторите така и ги ценат колку грешки има човекот. Ако е некој процентот мал да грешки, тогаш е добар доктор. Ако е висок процент на грешки, тогаш е лош доктор. Така и се проценува. Така да ова, поради баш по тоа што се случува за мои пријатели, ми е голема мака и така да ете и кај нас има некои работи кои што не се секогаш така идеални. Ама тоа е работата, сега тоа се случува. Посакувам се помалку грешки, а многу поуспешни приказни каде што ќе поготово затоа и обновуваме многу опрема често, многу купуваме нови апарати, многу вложуваме во едукација. Само оваа година сме биле на 3 едукации баш за гледање на таа фетална морфологија и сега имаме и светски конгрес во Прага и што веќе ни е уплатен во крај на јуни, во Прага ќе биде и тоа секоја година го посетуваме, доста пратиме во тоа, поготово сега доктор Павлина. Така. И така. Но ајде да привршуваме се една убава мисла. Професор, имаме се повеќе гојазни деца, се повеќе деца со сколиоза, со пореметување одредено во визуелниот изглед кој што може да се превенира доколку спортски се активни. Споменавме дека ни е потребна поголема едукација спортска на родителите отколку на самите деца. Па како професори, како некој кој ова го практикувате целиот ваш живот, исто имаме и нешто што не го споменавме, а тоа е спортски животен стил. Која е вашата порака и препорака до сите оние кои што не практикуваат спорт, сите оние кои што сакаат да имаат здрави деца пред се, бидејќи спортот е и физички и ментално да сте здрави? Јас како професор и како научник имам една девиза дека од секого може да се научи, буквално, и многу е важно цел живот да учите. Да. Во една прилика бившиот декан на кинезиолошкиот факултет во Загреб, кој во исто време беше и бил кондиционен тренер на Басконија и на Алавес во Шпанија, на едно негово предавање првата реченица ми остави многу добар дојам. Никогаш не може да кажете дека немате време. Што е поентата? Спортски животен стил, нели? Спортски животен стил не е само начин на кој што ќе се облечете или не знам што, туку да практикувате одредени животни навики кои ќе направат да вие се чувствувате подобро. Благосостојба, ментално здравје, физичко, социјално здравје, како сакате. Тоа се све нови термини кои овде заедно со една колешка која живее и работи во Сан Диего, Калифорнија, која е антрополог. Марија Јелача, да. Мислам дека влече некои корени многу дамнешни од поранешна Југославија и во време на корона ние направивме две истражувања. Едните се на популација ученици, едните се на популација студенти. Од и они во Калифорнија, во Сан Диего исто и така има проблем кога настана корона, ментално луѓето почнавме да забегуваме и ни требаше нешто да се случи. И ја, пишувајќи ја со неа оваа книга, кај себе почнав да правам одредени навики, каде што секој утро ја морам да станам, без оглед од колку часот ми почнуваат обврските, после кафето да одам да трчам. Така. И тоа ме прави, мислам ми прави да ја можам да го издржам целиот ден со сите обврски, без оглед кој колку ќе ми скока над главата, кој колку проблеми ќе ми зададе, да можам ја ментално да издржам, се носам со сите тие проблеми. Так, но песната е лек за душата. Да, имам уште 2 минути, тама да каже Јордан да запееме, да го затвориме ова утринско издание со песна, бидејќи и здравствен проблем и спортски проблем, ако имаме, Милена ќе се согласиш со мене. Песната е лек за душата. Слушаш песна и одма ти е полесно. Друга е ситуацијата. Да. Песна. Па добро, еве, нека биде, пошто сме така уште рано, па не сме во тој. Ако сакаш, може од некој твој колега, како нека биде твојот избор или твоја седно. Извор на ваши стихови, ваши зборови. Нека биде едно од моите познати балади што сум отворил многу прослави со таа песна. Песната оди вака, само референот.
Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам. И мојот свет без тебе не можам да го замислам. Длабоко во мојво срце, таму мила спиеш ти. И дури тоа чука, таму мила остани. Леле, браво, 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 браво. Јас морав ова и да го снимам за да можеме и на социјалните мрежи сега. Сакале, не сакале, и социјалните мрежи се тука. Доста ја сакаат оваа песна и секој си ја пее кој како има желба. Некој сака да биде министер, некој доктор, некој професор. Но оригиналот е песната Ај што мерак имам бабо железар да видам. Таа е многу убава песна. Ај што мерак имам бабо, ај што мерак имам. Ај што мерак имам бабо железар да бидам. И така натаму. А реков ја препојуваат многу министри, директори. Секој со своите желби. Како го врза со желби и железар? амбиции. Како го врза со железар? Таа е стара традиционална радовишка песна. Така. За Во жал денешно дека време- железари немаме. Ама не е лошо во денешно време и железар да бидеш железар. Да ја препејуваш нон-стоп, за да ги подсетуваш. подсетуваш, да На ги крај ќе подсетуваш. слушнеме песна Јордан нормално од вас. Ех што имам брачеди. Да. Тоа Така ќе го заокружиме делот. Последна песна, последен проект кој што е насловен за брачеди, за братучеди. Јас ја отпеав со брачеди на Радовишки од местото каде што потекнувам. Поздрав до многу Радовишани, ги Да. има секаде по светот. Да. Навистина. Една песна која што е исто моја авторска, меѓутоа е во духот на македонската народна музика, традиционална музика. Песна која што мислам дека има многу песни за нашите фамилиарни вредности, но не се спомнати братучерите или брачерите. Така да јас Ќе ја оваа слушнеме песна приказната, ви благодариме на сите тројца што дојдовте. Мора да го само 2 пуштиме секунди, спотот. само извинете, заборив да ја спомнам сестра ми, пошто ние како мали деца бевме така во Југословија, како што сите знаеме, живеевме многу убаво, скромно и многу убав живот. Она стана психијатар, јас станав гинеколог. Така да Поврзани сме се професиите, така. така да сме многу блиски со нези и многу работи си помагаме Си еден со помагате друг, еден со така друг. да. И тоа би посакал сите луѓе така да се живеат со своите браќа и сестри. Дај Боже, многу Да. убава порака за самиот крај. Ви благодариме уште еднаш.